Здраво, другари, другарки, еве конечно ми стигна Solana Seeker фонот. Ова е на Solana телефонот. Значи овој телефон највише ми се свија што го добив за не знам колку беше, $130, затоа што имаше airdropoви со телефонот и мислам дека тоа е стварно топ со телефонов. Вака на дизајн не е ништо нарочито, реално многу е дебел телефонов. Ама ја нема да зборам за дизајнот, ќе зборам за функционалноста, затоа што на мене тоа ми е секако побитно и ради тоа и го земав. Вака, во овој телефон мене ми се свиѓа што има као дедициран стор за апликации. Тука знаете дека вршат Google Play некои рестрикции таму со крипто, со NFT-ња, со не знам што, така да они си направиле некој Dap Store и тука на Dap Store може да се стават прилично многу крипто апликации. Немам прочитано дали тие се проверуваат, дали не се проверуваат, ама претпоставувам дека се проверуваат затоа што ги прават и официјални девелопери. Претпоставувам дека не може секој да аплодира апликација. И една мислам дека најдобрите функционалности на телефонот е SID Vault, тоест тоа е како чип кој е заштитен, например ако ви го украдат телефонот, волетот, тоест приватниот клуч не може да излезе од самиот телефон. Значи колку и да се обидуваат да го кршат телефон, да го вадат чипот, да пробат да го кракнат, да го земат, нема може. И со тој чип исто така кој ќе отидете се прави и волетот. Потоа мислам со тој чип, на самиот чип се прави волетот. И јас гледате имам некој волет направено. И многу јака ствар од мене што ми се свија. Пример, секојаш ме мачало да ископирам адреса, не знам што, туку адресата на волетот ми е kingot.skr. Ако сакате ми пратите пари, kingot.skr, опишувате, праќате пари и чао, пријатно ќе ми стигнат парите на волет и ја ќе искористам на паметни работи. Тоа е ако сакате. Мислам поентата ми беше дека многу едноставно не мора да пишеш адреса, туку имате значи како тикерче и мислам дека може да се направат и повише, тоа го немам пробано, но како и да е, тоа е јака работа, барем на мене ми се свиѓа бајаги таа работа. Кога сме исто така кај заштитата, многу позаштитен од обичен телефон. Зборам обичен како iPhone, како Android. Ако се користат телефони, многу подобро се користи овој телефон ако сакате нели користите волет, па сакате да се нели да тредате, менувате токени, купувате NFT-ња, ова е 10 пати подобар. Не дека е најзаштитениот телефон, но има некоја предност самиот телефон во однос на тоа затоа што има чип, како што го положав чипот. Мислам, тоа не е чипот, внатре чипот, но сепак надвор го пишува самото тоа. Сега, например, исто така ми се свиѓа и сите трансакции кои се потпишуваат, нели нормално тука му се наоѓа фингерпринтот, може да се потпишат со фингерпринт. Ја малце би го сменил тоа да не биде со фингерпринт, затоа што имам некои мои безбедносни прашања во однос на фингерпринтот, ама секако може да се направи со пин да се упишува за да направите трансакција, така да тоа не е некоја, мислам, некој голем проблем. Исто така работа што ми се свиѓа затоа што и нели биометриски кога се запишува, исто така и биометријата во самиот чип. Така да не стои надвор негде, затоа што на другите телефони овие податоци стоат надвор и малце е ризично доколку нели влезе малвер на самиот телефон. Мислам секако има други работи на кои треба да се внимава преку која мрежа ја користите, секако нека не треба да користите некоја мрежа што не ја знаете, би требало да биде заштитена мрежата. Сега ја не знам што да ви кажам во однос на заштитата на мрежите, но барем моја да кажам дека треба да биде заштитена мрежата, како ќе ја заштитите, тоа е ваш избор. Мислам, ја можам да објаснам во однос и на таа работа, но прилично многу има за учење. Исто
така мене што ми се свиѓа е тоа што сите airdropoви веќе нема стигнуваат на волетот, затоа што кога го порачувате телефонот на самиот волет, кај што го нарачувате ставате ваш волет, некој претходен и таму стигаат сите airdropи, сега airdropите сите ќе ми стигаат на овој волет вамо што ми е крира. Значи сега го спајате NFT-то на телефон, нели, затоа што кога купувате телефонот е со NFT и кога ќе го споите NFT-то на самиот телефон, ги примате сите airdropи за телефонов на нели на овој волет од самиот телефон, тоест на kingo.skr. Ама исто така, нели, ако не ќе го користите ова, имате receive и потоа имате адресата, гледате, тука има самата адреса, значи копи адрес имате копи seeker ID, значи се едно е на истиот волет стигнуваат самите пари. Исто сега во однос на безбедноста, што само да кажам, јас уште само што го добив телефонот, се инсталирав антивирус, јас користам Avast антивирус, само не знам каде ми е, зашто. Еве го Avast антивирусот, ја инсталирам одма антивирус. Мислам тоа е најмала заштита во однос на злонамерни софтвери, иако не е 100% заштита, но сепак ја користам. Мислам, секако е подобро да имате некаква заштита, него ли ја немате никаква заштита. И што да ви кажам, значи овој телефон би го користел само за крипто и не би го користел, нели, за секојдневен јуз, за да нели нормално бидам позаштитен. Затоа што го користиме за daily use, нормално дека сме подложни на закани. Тоа е тоа, дечки, јас не знам што повише да кажам во однос на телефонот. Едноставно многу ми се свиѓаше што го добив за $130, така да за $130 телефонов е топ и од сега ќе можам да се користам и телефон, нели, за да направам интеракција со блокчейн и со DeFi. И се надевам дека ќе има уште многу airdropи за телефон да ми испадне без пари, па дури да ми испадне и во плюс, да бидам ќар од самиот телефон, затоа што на првиот телефон Solana, тоа мислам дека се викаше Solana Saga Phone, мислам дека луѓе извадија по $2-3,000 за телефон што го земале $450 или $500, што е едноставно врвешти и невидени. Тоа е тоа, дечки, се гледаме во некое наредно видео.